Здраво живо, уживатели во древна античка Македонија. Се наоѓаме пред древната македонска, значи потврдена од науката, македонска гробница во Бонче, која што се наоѓа на подножјето под врвот Висока. Тоа ќе видите исто на снимка, каде што на врвот Висока се наоѓа, тоа наверојатно бил градот Пелагон, Пелагонија. Стотици години за него спореле научниците и сега утврдено дека тој град е таму, а гробницата, која што најверојатно оваа гробница била на заповедникот на тоа место, е во права линија со тој град. И најверојатно во овој дел каде што се спојуваат 4 антички градови, значи тука се Стибера, ги видите одгоре, Стибера, Алкомена, Колобаиса и Хераклеа Линкес, изградена од Филип Македонски. На ова место во средината се наоѓа оваа гробница, која што со сигурност се знае дека е македонска. И, што е најинтересно, најзанимливо за вас, уживатели во старините на Македонија, пред да влеземе и да побараме дали братучето на Александар Македонски е закопан овде, мора да ви кажеме дека на ова наоѓалиште во Бонче, во Старо Бонче, се пронајдени штитовите пред 10 години со ваквиот образ, ваквиот облик на македонското сонце од Кутлеш. Така што кога некој ќе ви зборува дека немало на тлото на денешната наша држава Македонија, не велам за целата наша земја, родина Македонија, туку за државата, не е висна, туку баш тука се пронајдени штитовите со ваквото сонце, со ваквото сонце. А ние сега влегуваме да видиме кого ќе најдеме внатре, дали духот на Александар Македонски или некој од Филип или некој од нашите древни предци. Уживете во Македонија, одиме внатре. Инаку, како што ќе забележите на снимките од јуни, од месец Житар, кога бевме тука, тогаш имаше повеќе вода. Сега е помалку оваа дождовна вода, која исполнува гробницата. Она што е најзанимливо е прекрасната изработка на овие камени блокови. Видете како се клесни, видете кој свод, како е направен. Ова е врвниот дострел на градителството на македонските старини. Боби, големиот мариовски војвода, кој што во моментов ме снима, ќе може со снимка да ви ги покаже окружните бедеми на оваа гробница и ќе не фати токму во комората, каде што јас ќе видам со Калин. Калин, земи го. Да, радна е доста бистра. Еве ги овие прегради. Ваков начин на изработка, ова е во науката е познат баш како македонски тип на гробница. Значи има различни видови римски тумулуси, рано-христијански гробови, ова е македонска гробница и што е најзанимливо, ваков начин на изработка може да се дозволи само некој големо последник, а тоа најверојатно бил заповедникот на градот Пелагон. Горе, влегуваме. Може. Уживатели во Македонија, еве не по натречниот дел на гробницата, значи во комората, тука има скалички, гледате, кои што се избраздани. Тука најверојатно биле гробните места, а она што потврдува дека овдека бил погреба некој големопоседник, тоа се штитовите кои што се најдени тука. Тие беа со 12 и со 8 зраци, а знаеме дека само кралскиот бил со 16, така што тие били исто на заповедници. Еве го и Калин доаѓа тука. Поздрав уживатели во Македонија. Вакви старини, вакви нешта има само во нашата прекрасна Македонија. Дојдете, истражете и изуживајте ги. Уживајте во Македонија. Може како да земам, како се вика, купа. Значи може да ги видите овие камени блокови од кај што дојдовме од овој свод кој што е прилично над 2 метри висок. Така што значи најверојатно овдеки со некоја колесница се влегувало внатре, значи со некоја кола со приколка, со таква колесница која што можел да се дозволи само некој големец. Оваа гробница, која е ретка и на тлото на Македонија има само 2 вакви македонски гробници. Една од прогласена од нашите истражувачи, од нашите установи за археолошко нагледиште со капитално значење за Македонија. Нема што многу да зборувам, само ќе ви напоменам дека ова место може да посетите кога нашите пријатели од Прилеп организираат турата преку Слива, така што може значи со велосипед, еден од најбавите начини за
уживање и истражување на Македонија, значи да се пријавите во октомври, на почетокот на месец листопад, и со нив еден поздрав Боби ќе ги најави по име, значи тука се Здравко, Дуки, Дуле, да, Душко, Джаич, Моте, сите наши прилепски пријатели, тие го организираат и таа тура токму тука помина покрај оваа гробница во Бонче, така што може да се пријавите и таму, оттаму да дојдете, за да видите и да уживате во овие древни старини. Видете ги овие скали, значи имало, како што ви реков, по сводот најверојатно бил донесен покојникот и влегувале со колесници, а по скалите најверојатно доаѓале оние останати слуги и други на луѓето што ги тука. Едно е сигурно, а тоа е Македонија, оваа земја прекрасна